На синоќешната свечена манифестација спортисти на годината во Штип за најдобри тренери беа прогласени браќата Сашко и Жарко Арсовски од Таеквондо и карате клубот Штип, кои за себе имаат успешна година. Овие награди се доказ дека сепак нашиот град има многу спортисти, дека нашите два клуба, карате клуб Штип и Таеквондо клуб Штип, имаат поддршка од целиот град. Оваа публика која ќе видиме на крајот на годината дека ги бодри нашите успеси, успесите не само наши, туку на сите спортисти на градот Штип. Тоа е еден голем стимул за да не застануваме, да продолжиме понатаму, да се бориме макотрпно, да не се откажуваме, само да учиме од нашите порази, нашите ученици да учат од нашите порази, од нивните порази и да се подобруваме се повеќе и повеќе и да освоиме големи резултати и секоја година вака на вакви убави настани да се среќаваме. Искрено многу сум горд и сум пресреќен што еве како прв пат покрај многуте титули најдобар спортист, еве конечно ја го земаме приматот најдобар тренер. Дуетот Арсовски функционира одлично. Се надеваме дека со ваква работа, ваква посветеност, со исто темпо ќе продолжиме и понатаму. Ваквото признание ќе биде мотив повеќе војна за уште поголеми успеси и резултати. Ова е голема работа за нас, за штипскиот спорт, за штипското карате, за штипското таеквондо. Напорната работа си го стори своето. Ја и Жарко бевме прогласени за најдобри тренери и сме многу среќни поради овој момент. 2025 година беше многу богата со успеси за нас. Имаме спортист на град Штип, Љупче Михајлов, заслужено, но морам да напоменам на главна работа. Нашата цел, на мене и на Жарко, да создадеме јаки личности во нашиот град, нашето општество. Само така може нашата држава да напредува. За најдобар судија е прогласен Даниел Илиев. Најдобар спортски клуб е одбојкарски клуб Штип Угуда. Најдобри резултати во училишниот спорт имаат Основното општинско училиште Тош Арсов и Средното општинско училиште Славче Стоименски. Искусниот тренер и селектор Петар Чурлиновски беше прогласен за најдобар спортски работник. Признание за спортски амбасадор му беше доделено на Бојан Миовски. За спортски настан за 2025 година беше прогласен првиот меморијален боксерски турнир Јордан Мијалков во организација на боксерски клуб Пинк Пантер. Награда во категорија медицинска поддршка во област на спортот доби доктор Благоје Здравев, доктор во одбојкарски клуб Штип Угуда. Плакета за учество во развојот на малиот фудбал во општина Штип доби клубот Три шешире. Не беа заборавени ниту ветераните. Во оваа категорија беа доделени 20 признанија. Дејан Митров беше добедник на награда за животно дело во областа на спортот. И самиот збор животно дело има голема тежина, но оваа тежина ќе се обидам да ја издржам така што се зададов самиот на себе следен предизвик, а тоа е предизвик да ги надминам моите спортски резултати во тренерската работа, со тоа што ќе создавам нови млади таленти со кои во иднина Македонија и Штип ќе се гордеат. Митров земне телевизија истакна дека патот до успех на еден спортист е навистина тежок. Да бидам искрен, навистина е тежок патот до успехот, бара многу жртвување, откажување од секојдневните уживања кои ни ги нуди животот, но крајот од денот кога ќе добиете вакво признание, сето тоа се заборава, се паметат само убавите моменти, интонирањето на македонската химна кога сте на високото место на победнички педестал, сето тоа е чувство кое не може секој да го почувствува, само спортистите, и затоа знаеме дека спортисти се на големи амбасадори и затоа треба да ги негуваме и да ги вреднуваме. Со оваа свечена манифестација спортист на годината Штип ги прогласи најдобрите во област на спортот за 2025 година како мотив и поддршка и во 2026 година да стигнат до нови и уште поголеми резултати.